и по некој припадник на посилниот пол. Навистина ми е драго што и оваа година ве има во толку голем број на овој навистина убав настан. Највлијателната женска конференција Профемина во Организација на убавина и здравје, каде на едно место зборуваме за убавината, здравјето, работата, комуникацијата за животот. Следува уште една, трета поред панел дискусија, која ја посветуваме на здравјето и слободно можеме да ја насловиме Профемина ординација. Но пред да почнеме да ви ги представам учесничките во оваа панел дискусија и да продискутираме и да зборуваме за нашата денешна тема, ќе погледнеме краток видеоспот. Дали имате проблеми со проширени вени, болка или оток во носете? Зајакнете ги вашите вени однатре со флебавен. Крка. Флебавен ефикасно намалува болката во носете, чувството на тежина и потокот во носете. Флебавен, лесен чекор за здрави вени. Ова беше всушност и краток вовед за она за што ќе зборуваме, проблемот со проширените вени, како навреме да препознаеме, како навреме да третираме, за да не дозволиме прогресија на болеста, односно болеста понатаму да се развива. Хроничната венска болест не е само козметички, туку е и многу чест и сериозен здравствен проблем на денешницата. Модерните професии и седентарниот начин на живот се всушност една од причините за појавата на првите симптоми. Како навреме да препознаеме и како навреме и соодветно да третираме. Учеснички во оваа панел дискусија се примариус доктор Мери Шорова, специјалист трансфузиолог од Институтот за трансфузиона медицина Штип, фармацевта Весна Ставрова од ПЗУ Сара Фарм Скопје, фармацевт Милена Ѓошевска, Крка Фарма Скопје и Драгана Младеновска, фитнес инструкторка, собственичка на Fit Life Fitness Studio, магистер по фармација и диететика. Во светот 60 до 80% од возрастната популација имаат хронична венска болест, која што е почеста кај жените со застапеност од 75% отколку кај мажите. Пред да почнеме и да зборуваме за оние најважни работи кои што треба да ги знаеме и да ги слушнеме, би сакала да ви прочитам неколку интересни митови за проширените вени. Мит број 1. Прекрстувањето на нозете може да предизвика проширени вени. Варикозните вени се резултат на ослабени или оштетени вентили. Овие вентили се клучни за одржување на вашата крв да тече, но ако нешто се случи во валвулите, односно во отворите на вените, тогаш крвта почнува да се собира во долните екстремитети, што резултира со проширени вени. Прекрстувањето на нозете не доведува до ослабени или оштетени валвули, односно отвори на вените. Мит број 2. Варикозните вени се козметски проблем, а не медицински. За жал, проблемите со вените не се поврзани само со убавината. Всушност, проширените вени се прогресивна болест која може да доведе до поголеми проблеми, како што се венски улкуси и згручување на крвта. Треба да посетите лекар за да дознаете повеќе за вашите проблеми со нозете и да разговарате за опциите за третман. Мит број 3. Варикозните вени не ги погодуваат мажите. Варикозните вени се јавуваат кај приближно 1/3 од возрастната популација. Иако проширените вени се јавуваат почесто кај жените, мажите не се имуни. Генетиката игра голема улога во развојот на проширените вени, а вашите шанси се поголеми ако варикозните вени се појавуваат во вашето семејство без разлика на полот. Значи и мажите страдаат од варикозни вени. Мит број 4. Варикозните вени, дури ако се лекуваат, сами ќе се вратат. Модерната медицина се покажа како успешна во отстранувањето на проблемот. Например, ендовенскиот третман со лазерска аблација ги подобрува симптомите на проширените вени и го решава проблемот што на прво место предизвикал проширени вени. И мит број 5. Прогресијата на проширените вени не може да се забави, се е до генетиката. Прогресијата на проширените вени може да се забави, но бара третман одвнатре со зајакнување на вашите вени. Обидете се со орален третман, како што е флебавен, во раните фази, на првиот почеток на знаците и симптомите и на тој начин забавите ја прогресијата на проширените вени. Флебавен ќе ви ги зајакне вените одвнатре. И сега веќе можеме и подетално да продискутираме и да зборуваме за сите важни работи кои што се однесуваат на хроничната венска болест. Доктор Мери, од каде потекнува проблемот со вените и што се случува внатре во вените? Прво сакам да ве поздравам, особено чест ми е задоволство што учествувам на
оваква видна конференција. Пред да почнам да зборувам за болести на вените, би сакала да истакнам нивната значајна функција за нашиот организам. Тоа се пред се крвни садови кои овозможуваат проток на крвта само во една насока од екстремитетите нагоре кон срцето. За да ја извршат таа своја задача, во својот лумен, како што кажавте и вие, имаат валвули, тоа се вентили, кои што се отвараат кога крвта се придвижува кон срцето, меѓутоа многу е важна нивната улога во затварањето, за да не се враќа крвта назад во долниот дел на телото. Од било кои причини, кога настанува губење на функцијата на валвулите, на нивната сила, на нивната еластичност, на нивната отпорност, и тие не ја вршат својата функција онака како што треба, тогаш доаѓа до повратен проток на крвта во долните партии на телото. Тоа значи дека се лизга крвта и надолу, што не е вистинската насока на течење на крвта. И тогаш се развива тој повратен проток, или ние го нарекуваме рефлукс на крвта во долните делови на телото. Со тек на време, валвулите слабеат, ѕидовите на вената се растегнуваат заради тоа постојано акумулирање на крвта во нозете. Како се растегнува ѕидот на вената, на тој начин се проширува, и многу важно е што се зголемува притисокот на вената заради додатното оптеретување со крв. Тоа растегнување и проширување на вената и зголемување на притисокот се нарекува, и таа состојба се нарекува хронична венска хипертензија, и тоа е главната причина за настанување на проширените вени. Сега, освен здравите венски валвули, чија што много ја истакнавме, нормалниот проток на крвта во таа насока од екстремитетите кон срцето, постои уште еден многу значаен фактор за да функционира целокупно тој систем, а тоа е работата на мускулната пумпа. Овде се мисли на мускулите на подколеницата, кои имаат улога со своите контракции да ги притискаат вените и со самото тоа да ја туркаат, односно го помагаат туркањето на крвта кон срцето, значи во вистинската насока. Затоа секогаш на нашите пациенти им обрнуваме внимание на одржувањето на таа мускулна кондиција, која што е тесно поврзана со здравиот венски систем. И рековме дека кога било кој од овие механизми не работат правилно, се развива една патологија која што се нарекува хронична венска болест. Главниот, клучниот елемент кај ова заболување е докажано воспалението, односно инфламацијата. Самиот тој застој на крвта доведува до активирање на воспалението, како па на тој начин што ги активира леукоцитите, тие се продираат во ендотелот, се активира нивната адхезија и агрегација, и тоа воспаление дополнително ја влошува хроничната венска хипертензија. И како состојбата напредува, тој круг на воспаление и венска хипертензија се затвора, и кога еднаш ќе се затвори, многу е тешко да се прекине. Од тука доаѓа и тежината на третманот на хроничната венска болест, доколку се остави заболувањето да си прогредира. Во патофизиологијата исто така би истакнала дека не само венскиот систем, овде страда и капиларната циркулација, значи таа хронична венска хипертензија делува и на поситните крвни садови, ја зголемува пак нивната пермеабилност со истекување на вишок на течност во околното ткиво, од тука се појавуваат и отоците и болеста како болест прогредира. Не треба да одиме на лекар во моментот кога веќе состојбата ќе се влоши, кога ќе се воспалат вените, туку треба при појавата и на првите симптоми. Кои се знаците и симптомите на ова? Како што рековте на почеток, проширените вени на почеток можеби се само козметичка непријатност. Меѓутоа, со тек на време се појавуваат симптомите, знаците на болеста и верувајте предизвикуваат одредени ограничувања во секојдневните активности на луѓето. Едни од првите симптоми на кои што се жалат и кои најмногу им смета на пациентите, тоа е болката. Болката е во подколениците, може да биде во пределот на гуждовите, може да биде пулсирачка, може да биде тапа болка, некои ја опишуваат болка и мускулните крчеви како болка. Освен болката се јавува
чувство на топлина, жарење, пецкање. И тоа пак ќе кажеме најмногу изразено во пределот на подколениците, може да биде околу глуждовите, може да биде стапалата. И сето тоа си има причина зашто се појавува. Понатаму како прогредира болеста, многу не се битни промените на кожата, значи се јавува променета кожа во тој дел. И тоа се симптомите кои ни ги кажуваат пациентите. Сега кога ќе се јават на преглед, и добро е да се јават рано на преглед, и за среќа нашите жени, поготово жените, мажите кои избегнуваат одењето на преглед заради проширени вени, меѓутоа нашите жени се негувани жени кои што бараат помош уште при првата појава на проширени вени, при првата појава на симптомите, бидејќи не секогаш корелира пак клиничката слика со симптомите. Може жената да нема никаков изразен венски цртеж на ногата, а да си има некои симптоми кои потекнуваат токму од хроничната венска болест. И на преглед можеме да видиме темно-сини, виолетови, извијугани крвни садови, кои што се испакнати над површината на кожата, тие што го имаат добро си го знаат, изгледаат како врвца, како јазо. Може кожата да биде зацрвенета кога се јавува воспалителен процес, може да има тврдина по должината на вената. Понатаму го гледаме отокот на подколениците. Најчесто кај хронична венска болест отокот е едностран. Се јавува само на едната нога, таму каде што е проблемот, таму каде што е проширената вена. И пак ќе кажам, ја гледаме кожата. Кожата со тек на време како прогредира болеста станува сува, станува груба на допир, ранлива е многу и склона е кон појава на ранички или улцерации, од кои што се плашиме кога ќе се појават, бидејќи се многу тешки макотрпни за третирање. И за нас како лекари, а уште повеќе за пациентите. Да не се навикнуваме на ваквите симптоми доколку ни се појават, туку веднаш да си побараме лекарска помош, бидејќи има навистина соодветен и добар третман и многу опции на решавање на проблемот. Весна, кои се ризик факторите за појава на хронична венска болест? Благодарам. Најпрво сакам да ги поздравам сите присутни и да изразам огромна благодарност на организаторите на настанот за поканата, како и за прекрасната организација. Навистина огромна е честа што ми ја окажавте. Што се однесува до прашањето кои се ризик факторите за настанување на хронична венска болест, односно на варикозни вени, бројни се факторите кои што можат да ве предиспонираат за хронична венска болест, односно за варикозни вени. Тука можеме најпрво да ја спомнеме, значи како примарен фактор, тоа е наследноста, односно генетскиот фактор, кој што се бројува во една од примерни причини за наследување на оваа хронична, односно за настанување на оваа хронична венска болест, односно на варикозни вени, и се смета дека околу 90% од случаевите, значи може да се пренесе кај децата од своите родители, односно од нивните предци. Покрај наследноста, која што се смета како примерна причина за настанување на хронична венска болест, односно на варикозни вени, тука како примерни причини ги бројуваме и временоста, како и возраста. Се смета дека преваленцата на хронична венска болест се зголемува со зголемување на возраста. Покрај овие причини кои што ги наброивме, кои ги броивме во примерни причини, постојат и други безброј, односно постојат и други фактори кои што се исто така причина за настанување на хронична венска болест. Тука би ги броиле пред се недоволната физичка активност, пушењето, исто така тежината, односно големиот индекс на телесна маса, подолго стоење, односно седење, продолжен ортостатизам. Тука би ги броиле, да речеме, како ризик фактор, можеме да кажеме дека е скршеница, односно повреда на коска и така натаму. Како примерна причина рековме дека е наследноста. Обично се смета дека 90% од случаевите, значи кај децата се наследува оваа состојба од нивните родители, односно од нивните предци. Ако едниот родител има варикозни вени, односно хронична венска болест, тогаш можноста да се развие кај децава од едниот родител е околу 40%. Не значи дека со сигурност може децата да ја добијат оваа состојба од своите родители, односно од своите баба и дедовци, така натаму, но со сигурност ќе ја наследат генетската предиспозиција.
Со оглед на тоа што вените се крвни садови, кои што се изградени од колаген, тие ја движат крвта во срцето од сите делови во телото и венските залистуци ја придвижуваат крвта, односно не дозволуваат нивно враќање на крвта за спарање на отоци или едеми и ако се тие понефлексибилни и нееластични, во тој случај може да дојде до стварање на отоци или едеми. Надворешните ѕидови на вените се изградени, на крвните садови се изградени од колагенски еластични влакна и се смета дека токму генетската предиспозиција доаѓа од типот на колагенот кој што го наследуваат децата од своите родители, односно од своите баба и дедовци. Бројни се факторите, ги наброивме, можноста да се добие таа состојба кај децата, рековме дека само едниот родител има варикозни вени и хронична венска болест, дека се можности да околу 40% и многу е битно да кажеме, кога веќе ги наброивме сите фактори на ризик, многу е битно да кажеме дека на некои фактори не можеме да влијаеме, а тоа се навистина на наследноста, на возраста и така натаму, но кога би влијаеле на сите други фактори, во тој случај можеме да ја намалиме можноста за појава на тие варикозни вени на хронична венска болест. Например, кога би практикувале подолго во текот на денот повеќе физичка активност, односно повеќе движење, кога би внимавале на тежината нормално, кога би ги одмарале нозите подолгиот напорен ден и така натаму, кога би влијаеле на сите тие фактори, во тој случај можеме да ја намалиме можноста за појава на варикозни вени, односно Убаво кажавте, барем на оние фактори на кои можеме да влијаеме, да преземеме нешто во тие ситуации. Доктор Мери, кога е вистински момент да се почне со третман, бидејќи велат навремениот третман, посебно и конкретно кај хроничната венска болест, може да превенира нејзин натамошен прогрес, развој и појава на компликации? Вистинско време да се започне со третманот е со раното препознавање на симптомите на хронична венска болест. Пациентките не треба да се двоумат дали да посетат лекар само заради тоа што имаат изразен венски цртеж на нозете, дали имаат изразени капилари или имаат тегови кои што ги наброевме во смисол на топлина, печење и жарење. Не е воопшто срамно да се кажат тие симптоми и да се јават на лекар само заради тоа, бидејќи позадината може да биде и хронична венска болест. Со раното препознавање на симптомите треба да се започне и третманот. Токму раниот третман на болеста ќе вроди со плод, ќе има резултати, убlažување на симптомите и спречување на прогресијата на болеста, а ова болест е навистина прогредирачка. Доколку не се лекува на време, доведува до сериозни компликации, до нарушување на квалитет
кога сме на своите работни места. И со нашите совети, кои што се навистина од непроценливо значење, знаеме да ги советуваме пациентите и да го избереме најдобриот производ, односно најдобриот препарат и да делуваме максимално на фармацевската грижа, на квалитетна фармацевска грижа. Односно секогаш делуваме во насока на превентива и на подобар исход на секое лекување. Нашиот совет, односно за да имаме ефикасен третман за подобрување на сите симптоми кои што се од варикозните вени, кои што ги чувствуваме од варикозните вени како и од хронична венска болест, значи нашиот третман треба да биде во правец на намалување на тие симптоми, на успорување на болеста, односно на успорување на прогресијата на болеста и превентивно делување од да не настане некоја посериозна компликација како што е длабока венска тромбоза. Затоа нашите совети кои што ги даваме на пациентите се навистина од големо значење и тие се фундаментални. Најпрво би сакала да кажам дека треба да одат советите во насока на менување на животниот стил, односно да практикуваме добри животни навики. Тоа е значи физичка активност во текот на целиот ден, односно што е можно повеќе во текот на денот. Исто така да се намали пушењето, да се избегнува подолго стоење или седење, нозете да се одмараат во текот на денот кога имаме таква можност, нормално да не се носат подолг период високи подпетици. Исто така советот наш фармацевски кон пациентите е и носење на компресивни чорапи. Компресивните чорапи се и како важни при еден ваков третман, а исто така се препорачуваат и после хируршки третман на вените. Компресивните чорапи ги одредува лекар, значи големината и компресивната класа на чорапите ја одредуваат лекари. Тие треба да се, нивното носење треба да се мониторира во текот на 3 до 6 месеци. Исто така треба да се менуваат во текот на годината барем 2 до 3 пати. Многу е битно не само како превенција, туку и после хируршки зафат се препорачуваат компресивните чорапи, носење на компресивни чорапи. Често пати ние фармацевтите исто така за оваа индикација препорачуваме и гелови, хепарински гелови, кои што се нанесуваат надворешно, но сепак хепаринските гелови кои што ги нанесуваме надворешно, тие делуваат само локално, обезбедуваат чувство на ладење, ама делуваат само локално. Во нашиот случај, бидејќи причината е хронична венска хипертензија, која што доведува до воспалителен процес, и тука треба да делуваме токму на намалување на воспалението, значи треба да се намали воспалението и треба да се намалат сите симптоми, како и да се прогресијата на болеста и да се намалат, односно да се превенира од некои посериозни компликации како што е длабока венска тромбоза. Така да нашиот совет за оваа намена е, значи за оваа индикација е користење на диосмин, значи микронизиран и чист диосмин, тоа се таблетки кои што би делувале системски, а не локално. Препораката е една таблета на ден, може да се користи подолг период. Сега обично диосминот, односно флебавенот го препорачуваме за возрасти. За деца и адолесценти не е препорачливо како и за бремени, затоа што безбедноста не е утврдена. Исто така може да се препорача и за акутни хемороиди. Диосминот обично го препорачувам и за акутни хемороиди. Тука терапијата, односно, може да трае околу 15 на дена, со тоа што ако нема подобрување, нормално нели треба да се советува со лекар пациентот за да се премине на некоја друга терапија. Ова се така познати неинвазивни методи, значи кои што ние како фармацевтите би ги препорачали и секогаш, значи за да се делува системски за варикозни вени и за хронична венска болест, значи го препорачуваме диосминот како микронизиран и чист. Препораката е една таблетка на ден, исто така може да се користи 4 до 5 недели. Во случај да има потреба, може и подолг период да се користи диосминот. Ако нема некои посериозни компликации, дури може и до 3 месеци, како и
исто повеќе од 3 месеци. Ако случајно има посериозни пациент од компликации од ова заболување, значи тогаш се оди кон оние инвазивни методи, односно ако имаме, да речеме, крварење од варикозните вени, исто така ако имаме посериозни компликации, тогаш веќе се применува оворно хируршки третман кој што го одредува самиот, го одредуваат нормално, нели се одредува, го одредува лекар и за секој пациент тоа е индивидуално во зависност од клиничката состојба во која што се наоѓа пациентот. Да. Милена, како фармацевт и представник на Крка Фарма Скопје, кажете ни што представува флебавен и зошто се препорачува во третманот на хроничната венска болест? Флебавен представува високо квалитетен лек од природно потекло, содржи биофлавоноид кој всушност потекнува од едни мали сушени и незрели портокали карактеристични за Северна Африка, Јапонија и Кина. Од овие портокали најпрвин се екстрахира хесперидин, а потоа по синтетски пат од хесперидинот се добива диосмин. Она што го карактеризира флебавен е дека всушност представува чист и микронизиран диосмин, произведен од Крка, која е една од водечките генерички компании во Европа и светот. Флебавен ги задоволува сите критериуми на европската фармакопеја, што значи во својот состав има многу мала концентрација на онечистувања, кои всушност влијаат на квалитетот, ефикасноста и безбедноста на овој производ. А од друга страна, микронизацијата како постапка овозможува поголема биорасположливост и супериорен терапевски ефект на овој производ. Флебавен е индициран не само за хронична венска болест, почнувајќи од првичните симптоми, кога пациентите чувствуваат само болка, оток и тежина, туку се и до крајниот стадиум, кога веќе се формирани венските улкуси. Но втората индикација за која што се препорачува флебавен е хемороидалната болест, со тоа што при оваа индикација дозирањето е малку поинакво. Ако за хронична венска болест се препорачува само една таблета од 1000 мг на ден, дозирањето при акутниот хемороидален синдром е во првите 4 дена 3 таблети, потоа во следните 3 дена 2 таблети и како терапија на одржување препораката е најмалку 1 месец по една таблета на ден. Постојано слушаме промена на животниот стил, физичка активност, она фактори на кои што можеме да влијаеме за да направиме добро комплетно за нашето здравје. Драгана, како фитнес инструкторка и магистер по фармација и диететика, колку е добро пешачењето и зошто се препорачува пешачењето кај проблемите со вените? Токму така, физичката активност, како што спомнавме претходно, треба да биде дел од целокупниот третман, не само од третманот, туку и од превенцијата, од подобрување на квалитетот на живот, се со цел да превенираме доколку и генетски сме предиспонирани да имаме таа состојба да се појави. Пешачењето е одлична активност затоа што е една од активностите која што не бара не е интензивна и може да ја практикува било кој, затоа што многу често спомнавме и дека возраста е нели еден од ризик факторите. Тоа е хроничната венска болест, е болест која што го афектира кардиоваскуларниот систем, па можеме да очекуваме дека многу од индивидуите кои што се афектирани имаат и компрометирано кардиоваскуларно здравје и не можеме ни да ги ставиме на поригорозна физичка активност, па затоа пешачењето е една од активностите кои што можат да се практикуваат, а да се почувствуваат бенефитите на физичка активност. Доволно би било 30 минути пешачење да се прави секој ден, затоа што пешачењето ќе помогне за подобрување на циркулацијата, што кажавме дека е нели проблем. Понатаму подобрувањето на циркулацијата ќе подобри размената на материите, а таа размена на материите ќе помогне да се намалат едемите и отоците кои што се итекако присутни, но од друга страна физичката активност е нешто кое што троши калории, кое што ќе ни помогне за намалување на телесната тежина. Телесната тежина може да биде проблем и ризик фактор, затоа што самото масно ткиво и самата тежина ќе направи дополнителен притисок, спомнавме и мускулниот тонус претходно. Но од друга страна дебелината исто така не смееме да ја заборавиме, затоа што самото масно ткиво не е само естетски проблем, туку и промотор на инфламаторни состојби во телото. Бројни студии потврдуваат дека масното ткиво лачи бројни проинфламаторни цитокини и медиатори кои што ја забрзуваат инфламацијата и можат да бидат покренувачи на таа венска болест. Така што активноста е итекако важна пред се во превенцијата, но и во третманот. И сега во таа насока би спомнала еден пример од лично искуство, бидејќи работам со жени и многу често се среќавам со најразлични примери здравствени проблеми кои што ги имаат.
Пред повеќе од година време ми дојде една жена која што сакаше да вежба, но се плашеше, имаше огромен проблем со вените. Имаше преголеми болки, работеше стоечка работа, беше советувано од доктор да започне со физичка активност, но жената имаше страв дека можеби физичката активност ќе ја влоши состојбата. Започна со, како да кажам, со модификација на почетокот, со помал интензитет, вклучи почесто пешачење и 3 пати неделно пилатес. Во текот на 3 месеци, не знам, 3 до 4 месеци мислам дека беа, симптомите беа видно намалени, самата таа имаше многу повеќе самодоверба, многу беше посрекна и се гледаше колку всушност физичката активност ти помага во контрола и минимизирање на симптомите кои што ги имаше, а болеста кај неа беше навистина во една многу понапредна фаза. Не стануваше збор за превенција, туку навистина третман. Дозволете ми само да се надополнам. На веб страната Флебавен МК постои еден квиз во кој што вие може со одговарање на многу кратки и едноставни прашања да процените во кој дали воопшто имате проблем со хроничната венска болест и во кој стадиум се наоѓате, а воедно се достапни и вежби кои што укажуваат на тоа како можеме да ја подобриме состојбата на вените и да ги одржиме нашите вени здрави. Драгана, физичката активност, пешачењето се добри за здрави вени, дали одредена храна може да биде корисна за здрави вени? Кога зборуваме за храната, мораме да имаме предвид дека не постои храна која што е магична и која што ако ја земаме ќе направи магија за нашето тело. Значи секогаш кога зборуваме за храната и за вежбањето, тие треба да бидат дел од тој целокупен холистички пристап кој што треба да го имаме кон себе и кон насока да го подобриме сопственото здравје. Не постои храна која што е магична, но постојат студии кои што велат и потврдуваат дека флавоноидите кои што ги спомнавме претходно можат да помогнат во превенција и во третман на, односно во подобрување на здравјето на вените и на крвните садови. Флавоноидите се всушност природни состојки, тоа се секундарни метаболити кои што ги лачат и кои што се наоѓаат во многу растенија. Ги има пред се во лукот, во кромидот, понатаму во цитрусите кои што исто ги спомнавме, ги има во виното, ги има во зелените пиперки, во многу мешанки, ги има во бобинките, во зелениот чај и слично. Тоа се супстанции кои што имаат пред се огромна антиоксидативна активност, но не само антиоксидативна, имаат и антимикробна. Зошто е важна антиоксидативната активност? Спомнавме претходно да се надоврзам, инфламацијата која што се случува во телото и која што може да биде покренувач на целокупниот процес, може да биде прекината доколку нели во телото внесуваме повеќе антиоксиданси. Нашето тело си има собствен антиоксидативен систем и умее да се бори со слободните радикали и со се она што нели слободните радикали се ослободуваат на дневна база од сите биохемиски процеси кои што се случуваат во телото, но за жал бомбардирани сме со многу штетни влијанија од надворешната средина, од храната која што јадеме, процесираната храна може да биде покренувач на овие процеси и доаѓа до пореметување на таа рамнотежа на прооксиданси и на антиоксиданси и затоа всушност и настануваат многу хронични болести кои што се проблем на денешницата, ако што порано и ги немало. Па затоа многу е важно да се внесуваат храна која што има антиоксиданси, а флавоноидите кои што ги има во претходно кои што ги спомнав намирниците се особено важни, особено кога станува збор за венската болест, а тоа е потврдено со многу студии. Да се храниме здраво, да бидеме физички активни за да направиме добро за нашето здравје. Доктор Мери, зошто се јавуваат проширени вени во бременоста и каква е корелацијата или постои ли корелација меѓу менструалниот циклус и проширените вени? Да, навистина постои корелација помеѓу менструалниот циклус на жената и влошување на симптомите на проширени вени во периодот пред циклус. Тоа научно е докажано, зошто испитувано е и е докажано дека 1 до 2 недели пред менструација кај жената се зголемува нивото на прогестерон во крвта и токму тој наплив на овој хормон на прогестерон делува вазодилататорно, ги проширува вените, а валвулите кои што веќе се под напор, кои што веќе имаат некој проблем од претходно, не можат да го испумпат тој акумулиран дел на крвта од долниот дел на телото, бидејќи е зголемен волуменот заради вазодилатацијата и од тие причини жените пред менструација имаат дополнително влошување на симптомите. Дали тоа ќе биде зголемување на болката, дали ќе имаат повеќе отоци, топлина, жарење, мускулни грчеви и така натаму, меѓутоа дефинитивно е поврзано циклусот со проблемите од страна на проширените
проширените вени. Исто така и бременоста е една состојба во која што кај одредени жени може за прв пат да се појават проширени вени во бременоста, а кај дел од жените кои веќе имаат проширени вени, овие вени уште повеќе се истакнуваат, може да се прошират од подколеницата на надколеницата, значи се влошуваат. И овде причина повторно на прво место е тие хормонални промени, не само прогестеронот, овде и естрадиолот и другите хормони кои што се лачат од плацентата, допринесуваат за зголемување на волуменот на вената. Исто така, волуменот на целокупната крв на тоа васкуларно корито во текот на бременоста е зголемен за 20% и тоа зголемување на васкуларното корито го оптеретува дополнително венскиот систем и на крајот и како напредува бременоста, како расте плодот, притиска на крвните садови во малата карлица, особено на долна шупла вена, која е најголемата вена која носи крвта од екстремитетите кон срцето, и тоа допринесува за влошување на симптомите. Меѓутоа, добро е што после породувањето, кај голем дел од жените, симптомите се повлекуваат или се намалуваат, и би спомнала што е многу важно дека и бремените жени имаат опции на третман. А тоа е микронизираниот диосмин. Од сам почеток на бременост, значи веќе постојат студии со докази дека токму микронизираниот диосмин е препарат кој што е не само ефикасен и прифатлив од страна на бремените жени, меѓутоа е и потполно безбеден да го примаат во текот на самата бременост. Не се прима за време на доењето, туку е безбеден во текот на бременоста и тие може да си уживаат во својата блажена состојба. Милена, ќе ја заокружиме оваа панел дискусија со прашање до вас, колку е безбеден флебавен и колку време може да се користи и начинот на дозирање и за кого се е наменет. Флебавен содржи диосмин кој представува биофлавонид со добро етаблирана и клинички докажана ефикасност и безбедност. Во студиите кои Крка ги спроведе токму со флебавен, всушност се докажа неговата ефикасност и безбедност во третманот на хроничната венска болест, и овие студии докажаа дека после двомесечен третман со флебавен, болката, отокот и тежината во нозете се намали за повеќе од 93%. При тоа, поголемиот број од учеснички во оваа студија има стадиум на умерена до напредната хронична венска болест. Од друга страна, оно што е додадена вредност на флебавен е дека представува производ кој не содржи додадени состојки, односно желатин, лактоза и лактоза, така што го прави погоден и кај пациентите кои што имаат интолеранција кон овие состојки. Доколку некој од припадничките на понижниот пол кои што се присутни во оваа сала го проследија овој разговор, се пронајдоа во симптомите или го имаат проблемот, верувам дека ги слушна вистинските совети и препораки што навреме да преземат и да направат. Како заклучок од оваа панел дискусија, само би рекле дека бидејќи хроничната венска болест е прогресивна болест, важно е третманот да почне навреме, што порано со цел да се спречи натамошниот развој на болеста. Доколку не се лекува, хроничната венска болест може значително да влијае на квалитетот на животот. Третманот вклучува неколку различни стратегии: вежбање, подигнување на нозете, компресија со еластични чорапи. Употребата на веноактивни лекови како флебавен се препорачува во сите фази на болеста, бидејќи ги лекува вените одвнатре и ја спречува прогресијата на болеста. Флебавен лесен чекор за здрави вени, да делуваме навреме. Сега можеме да поканиме и дел од присутните, доколку имате прашања да поставите, па да го слушнеме одговорот, советот или препораката. Повелете. Јас не поставам прашање, но мојата маленко Зорана ќе си земам за право во име на сите овдека посетителки и посетители да кажеме едно големо благодарам на Јована Стојменовиќ што ја организира оваа Профемина 22 година, да сите модератори и на сите учесници на панелот, бидејќи на панелите, бидејќи сите ние овдека денеска ќе одиме дома
после завршување на оваа профемина 22 година, збогатени со нови сознанија, информации, содржини и нови бренд жени кои што ни го презентираа сето знаење во однос на нашите сознанија. Големо благодарам и аплауз за сите нас. Да, Зорана, одлично рековте. Една успешна приказна која што ќе има долгогодишна традиција и понатаму. Доколку немаме прашања од публиката, време е да ги доделиме наградите или можеби ќе се пријави уште некој? Има. Добро. Добар ден на сите. Би сакала да прашам дали флебавенот може да се користи во превентивни цели, посебно во летните месеци од годината. Ние самите им препорачуваме на сега за превентивни цели, дали превентивно, доколку немате проширени вени, доколку немате никој од симптомите, тогаш не би требало да го користите. Меѓутоа, летно време пациентите се жалат на тие симптоми првични од типот на топлина, жарење, печење, што се потенцираат со високите температури. И ние им советуваме да се вените, особено мислам нозете, да не ги сончат, да не ги изложуваат премногу на сонце, затоа што сонцето е непријател на вените. Дополнително може да се влошат симптомите и од таа причина летно време обавезно им кажуваме да си земаат диосмин, односно флебавен. Може лотарија? Така, можеме да ги доделиме и подароците од Крка за тројца добитници од публиката. Милена, може да... Ивана Николич. Ивана Николич. Ако не е во салата, мораме да продолжиме понатаму со излекување. Да извлечеме друг добитник. Ајде. Љупка Калчева. Љупка Калчева. Честитки, Љупка. Теодора Гудеска, Тудеска, јас се извинувам, слична е буквата прва. Да ги даваш ти. Да ти помогне малку, биле, не можеш и да читаш, и микрофон, и се. Дали Теодора е тука? Теодора, презиме не слушнавме, уште еднаш биле, ако не е проблем. Тудеска. Тудеска или Теодора. Тудеска, јас сега не сум сигурна за првата буква, но продолжуваме со следното. Добро. Марија Јаневска. Марија Јаневска. Сега, за жал, овие што дојдоа рано си замина, имаме ново друштво. Да извлечеме. Ирена Маневска. Ирена Маневска. Ете, ки има среќа некои други. Елена Како имаме Арсова. полна сала. Елена Арсова. Арсова. Честитки за Елена Арсова. Николина Стојановска. И Николина Стојановска. Тука е. Дај, ја слободно. Драги мои давим, ќе ве замолам да се фотографирате, да станете нашиот фотограф да ви направи една фотка, а вас ќе ве замолам да останете тука, имаме подароци за вас од нашите пријатели Ревалит. Една фотографија, а Бојан се подготвува да дојде заедно со мене на сцената и да извлечеме уште 3 добитнички на сетови кои што се од швајцарскиот бренд за нега на коса Ревалит. Добро познати, верувам, за сите читатели на Убавина и здравје, а сега 3 или 3 од вас ќе можат и да добијат убави подароци. Благодариме многу, драга колешке. Ајде, Боки.
Повели, седни овде до Тука мене. дали се да се слушаме, Седна. супер. Прво да ви посакам убав ден на сите и драго ми е што еве толку години поред се дружиме. Оваа година многу побројни во споредба од минатите години. Не е точно тоа, секогаш сме исто број. Меѓутоа после сите предизвици со кои што се соочивме оваа година сме многу побројни, тоа ми е многу драго. Ревалит доделува на 3 дами 3 сетови за нега на коса, а нашиот пријател од Биогаја тука ќе ми помогне за да не сум сам и да не извлекувам сам. Ќе му ја дадам прва честа на нашиот пријател од Биогаја да извлече едно. Ајде да видиме на која дама ќе ја донесе среќа. Како се викаш? Биогаја? Биогаја. Добро. Билјана Бошевска. Честитки за Билјана Бошевска. Што добива таа? Билјана Бошевска ќе добие, само да видам што е ова, ќе добие шампон и серум против опаѓање на коса. Шампон и серум против опаѓање за Билјана Бошевска. Подари го слободно. Повели? Ете, така, Биогаја нека го подари. Да. Сега јас ќе извлечам Биогаја, ти Ајде. ќе подариш. Ајде. Радмила Ончева. Дали е тука? Дали е тука? Радмила Ончева? Не. Не е очигледно тука не е Радмила тука. Ончева. Продолжуваме понатаму, ти кажеш што ќе добијат. Следната, само да видам што е ова. Так, ова е линија, ова е шампон и флуид за тенка коса, која што заштитува косата во овој период, особено од загадувањето на воздухот и од штетното УВ зрачење, така што одлично ќе дојде на некоја дама. Леудија Ш. Амети. Дали е тука Леудија? За жал, Леудија си заминала. Додека ти излекуваш Сега само да... вака ќе биде до крајот на профемина, знам, но ќе имаме трпение, убави подароци имаме за вас. Снежана Шипка. Еве, тука е Снежана Шипка е тука. И последниот да го извлечам третиот јас. подарок. Да го извлечам јас. Инсистира Боки. Ајде. Ама кажи што добива. Така, последната е шампон и маска за сува и штета на коса. Да видиме на која дама. Ангела Ѓошевска. Дали е тука Ангела? Ангела не е тука. Ајде Одиме уште понатаму. едно. Тамара Конева. Дали е Тамара тука? Не е ниту Ајде, Тамара. одиме на трета среќа. Ајде. Лидија Тодоровска. И Не, Лидија, не тука? да влечам јас. Ај, пробај ти, ај. Тука е Лидија, Лидија е тука. Лидија е тука, извинете. Лидија е тука, одлично. Тодоровска. Викнете, ние малку слабо ве гледаме од рефлекторите. Да. Еве Биогаја ќе ви подари Ревалит. Нега Ревалит нега се надевам дека сите ќе бидете задоволни. Ревалит 20 и повеќе од 25 години швајцарска медицинска козметика за нега на коса. Ви благодарам на сите.